Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Отворено студио. Денес е наш гостин, поранешниот амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, професор доктор Зоран Јолевски. Добра вечер, добре дојдовте, професор. Добра вечер, благодарам и поздрав до гледачите. Вие бевте амбасадор во Соединетите Американски држави непосредно по признавањето на Америка, признавањето од страна на Америка под уставно име на нашата земја. Тогаш републиканците беа на власт кога се случи, сега повторно се републиканци, односно Доналд Трамп. Ме интересира накратко ваше размислување, што е променето од тој период на надворешната политика на САД кон Македонија и Европа и оваа што сега ја води Доналд Трамп. На самиот почеток само кратко. Видите, јас бев амбасадор во Америка од 2007 до 2014 година. Во тој период беше во почетокот председателот Буш, а после дојде председателот Обама. Ако гледаме америчката политика кон Македонија, има една константа. Може да кажеме дека Соединетите американски држави секогаш ја поддржувале Македонија, го поддржувале територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Во мое време јас бев амбасадор и го преговарав потпишувањето на спогодбата, декларацијата за стратешко партнерство и пријателство. Тоа беше во времето на беше потпишена од Кондолиза Рајс и министерот Милошевски во времето на председателот Буш. И ние како амбасада во тоа време и како Македонија сме соработували, перманентно соработуваме со двата сегменти од америчкиот политички спектрум, и со републиканци и со демократи. Ако анализираме доаѓањето на второто доаѓање на председателот Трамп, гледачите сигурно се запознати, има големи промени во селина на американската политика и тоа произлегуваат пред се од некои видувања внатре во државата, меѓутоа и во глобалните текови. Имено овие денови главно се зборува за тарифите, за царинските стапки што ги воведе Трамп, а после донесе 90 дена одлагање. Во текот на неговата кампања, ако следиме неговата кампања, тој кажа дека ќе ги реши двата најсериозни проблеми на американската економија, а тоа е перманентниот буџетски дефицит, што доведуваше до постојано зголемување на долгот на американски држави, од една страна, и ќе го намали трговскиот дефицит, кој што значи дека Америка повеќе увезувала него што извезува. Првиот, да кажам, макроекономски предизвик го реши со формирањето на новата администрација за ефикасност на државните институции, што води Илон Маск, и вториот сегмент, трговскиот дефицит, сака да го реши преку воведување на царини, односно намалување на паралелно намалување на бариерите со кои се соочува американскиот извоз. Од геополитички аспект, Трамп се залага да го реши конфликтот во Украина и ги отвори преговорите, дипломатските преговори за надминување на овој конфликт. Видите, историски, ако гледаме, кога се соочуваме со одредена војна, конфликт, вооружен конфликт, тој може да се реши на два начина. Едниот начин да имаме едната страна е јасен и чист победник, например како што беше Втората светска војна, или вториот начин, вториот метод на решавање е преку дипломатски преговори. Очигледно конфликтот што е во Украина не можеме да очекуваме чиста победа од едната или другата страна. Тоа може да случи, ама прашање што колку години ќе бидат потребни. И Трамп со одредени негови активности, преговори, пробува да најде решение. Овие денови имаше повеќе средби и на американска територија, во Вашингтон, меѓутоа и надвор, во Истанбул, во Саудитска Арабија. Видите, ние поминуваме низ еден интересен геополитичка транзиција. Ако да кажеме некаде после Втората светска војна беше биполарен свет, кај што
Од една страна Америка и незините сојузници беа едниот дел, втори дел бе Советскиот сојуз и неговите сојузници. После тоа, по паѓањето на Берлинскиот зид, Америка остана доминантна сила. Сега, ако гледаме и економијата, веќе се појавуваат повеќе центри на моќ. И сега сме баш во тој период на транзиција и председател Трамп со неговата политика сака да ја позиционира Америка кон да биде што е можно посилна од неговиот 4-годишен мандат. Ме интересира само договорот за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Америка. Бевте, велите, директно вклучен во истиот. Што подразбира тој договор? Кои се придобивките за Македонија од тој стратешки договор со Соединетите држави, а кои се придобивките на САД? Видите, да сме реални, тоа беше гест на добра волја на председателот Буш, биќе беа они изненадени за тоа што Македонија не беше примена и не стана членка на НАТО и преку овој договор сака да пратат порака дека Соединетите американски држави се целосно позади Република Македонија. Бидејќи Соединетите американски држави немаат многу вакви стратешки декларации за стратешко пријателство, неколку се, и тоа создава добра основа за продлабочување на соработката меѓу Соединетите американски држави и Македонија, соработка во областа на економијата, соработка во областа на одбраната, особено значено, соработка во односа на образованието, истражување и развој. Они што кажуваат people to people, народ, граѓаните меѓу двете држави да соработуваат. И секој тоа е еден значаен документ кој што и за Македонија и за Соединетите американски држави, меѓутоа имајќи предвид големината на САД, главно е придобивките се наши. Така, зошто ете Доналд Трамп на пример кога ги воведе реципроцитетните царини за Европска унија, Македонија ја внесе на позиција негдека на 3-та или 4-та земја според висината на царините. Ние добивме 33% царина на македонските производи кон Соединетите американски држави и според нивните параметри САД е во дефицит со Македонија со трговијата, според нашите обратно. Видите вака, има одреден број на земји што имат повисоки царини од нас. Да, Кина е тука е Србија. Да. Тоа е чисто математичка операција, нема никаква политика. Според американската статистика, Македонија има трговски дефицит од 113 милиона долари. И формулата за пресметка е трговскиот дефицит се дели со вкупниот извоз на Македонија, од американски аспект, да. вкупниот увоз во Америка од Македонија, и потоа таа бројка се дели на 2 и доаѓаме некаде до 32-54%, е заокружено на 33%. Да кажем, ако гледаме регионот, Србија има малце поголема и Босна, беќе има поголеми пресметки, поголеми дефицити во однос на нивниот увоз во САД, а додека Албанија, Косово и Црна Гора имаат трговски суфицит според потоците на америчката статистика. И за тоа имаат 10%. Например, Турција има горе-долу избалансиран, малце мал дефицит во трговијата од амерички аспект со САД, и нивниот процент произлегува 4,50 и нешто проценти и е ставен 10, бидејќи на сите земји, без дали има суфицит или помал дефицит, им става 10%. Сега, имам тука два елементи што би сакал да ги продискутирам. Зашто има разлика во овие бројки? Да ви кажам, американскиот извоз во Македонија, според американската статистика, е 1/3 од американскиот извоз во Македонија според нашата статистика. Односно имаат, они се зборува некаде за околу
174 милиона извините, според македонска статистика ние има околу 190 милиона увоз од Америка, а според американската статистика тие извезуваат само 63 милиона во Македонија. Сега, каде се тие бројки? Претпоставувам, имајќи предвид, биќе сум работел со компании од Америка, во смисла, сјават имавме силна програма за привлекување инвестиции. Па веќе имаме 4 или 5 американски во Македонија компании. И има обврска во текот, во просек секој месец да постам по 10 компании. Значи 120 компании годишно да дискутирам за ова. И многу често кога зборувам за инвестициите, ќе би кажа, амбасадоре, благодариме за информациите, ќе се консултираме со нашата централа што е во Европа, би тоа се големи мултинационални компании, покрај централата што е во Америка, кој што е главен headquarter на некој во Америка, они на секој континент имаат дезигнирано, определено централа која што го работи тој пазар. И нидите главно централи од американските компании се по разговорите Белгија, Германија, Ирска, некој има и во Лондон, во Британија, значи во тоа време. И сега, они, зашто го кажам ова? Предпоставувам, ми требало се време да ова го добиеме резултати. Они кога извезуваат од Америка, извезуваат кон нивната централа во Европа, која ще се грижи за европскиот пазар. Па таа централа, тој извоз го дистрибуира, го насочува во Македонија. И кој ќе дојдат стоките во Македонија, без разлика дали формално извоз да го направила некоја централа на компанија X, што е во седиште во Брисел, да кажам, така, кај нас, нашите царински служби го нотираат како увоз од Америка, биќе потекло на стоките кои што го изумеа, се амерички. Ако го искача од Америка, тој извоз, зборам како фактура, искача кон Брисел, кон седиште на таа компанија во Европа. И предпоставам дека тука има одредени промени и заради тоа има оваа разлика, меѓутоа исто така владата иницира разговори околу можноста за склучување на спогодба за слободна трговија, што е добар чекор. Да ви кажам, уште ја додека бев амбасадор, некаде во 2012-13 година, Америка и Европа преговараа интензивно за склучување на сеопфатна спогодба за партнерство во меѓународната во трговијата и инвестициите. И фактички на некој начин спогодба за слободна трговија плюс заштита на инвестициите и интелектуалната собственост. Така, тие беа трите сегменти на таа спогодба. Имајќи предвид колку голема земја сме, ние најдобро е да успееме да се приклучиме кон такви преговори. И јас појдов во Стейт департментот, имав 2-3 состаноци и резултатот беше, амбасадоре, ова што го барате е разумно и ние ќе го имаме во предвид. Меѓутоа, и воедно паралелно со тоа, во амбасадата организирав 3 состаноци, каде што беа поканети мои колеги амбасадори од регионов, плюс беа поканети луѓе од државната администрација, од администрација на Америка и така наречени opinion maker, односно луѓе од разни think tank-ови од Вашингтон, институти од Вашингтон, за да се таа иницијатива поддржи. Меѓутоа, за жал, преговорите запреа, односно веќе 10 преговара скоро 10 години оваа спогодба, сега треба на билатерална основа да се реши. Видите, ја, ако го анализираме оно што ви реков, ветувањето на Трамп до неговите избирачи, дека ќе го намали буџетскиот и трговскиот дефицит. Трговскиот дефицит може да го намалите на 2 начина. Едниот начин значајно зголемите извозот, а другиот начин да го намалите увозот. Меѓутоа, во меѓународната трговија Америка се чувствува, и ако го погледате обраќањето на председателот Трамп
во Белата куќа која ги воедуваше овие реципрочни царини, он истакна дека американците биле нефер третирани од нивните трговски партнери. Ако ја следиме статистиката, просечната царинска стапка на САД е 2,5%. Просечната царинска стапка на Европа исто не е многу висока, 3,9%. Меѓутоа, многу земји во светот имаат многу повисоки царински стапки. Сега, ако ми дозволувате кој малце време, би објаснам за гледачите. Ако анализираме глобалната трговија, регулативата на глобалната трговија се вика мултилатерални трговски систем. Таа почнува да се правилата поставуваат во 48 година, бидејќи после Втората светска војна требаше да поспостава 3 столба на светската економија. Меѓународен монетарен фонд, кој што е задолжен за монетарните движења и монетарната стабилност во светот. Втората е Светска банка, која што ќе го помага развојот на економиите во светот. И третата требаше да биде Меѓународна трговска организација. Меѓународна трговска организација не се формира, се направи ГАТ, еден договор. Светска трговска организација формира 95 година. Се воспостави некои правила и висина на царинска заштита во 48 и од 48 година до 95 година во тие, значи не цели 50 години, имаше 7 рунди на мултилатерални трговски преговори за намалување царините. Меѓутоа, од 95 кога се формира Светска трговска организација, започна рунда во 2001, се вика развојна агенда на Доха, и сега 2025, значи скоро 25 години се преговара, не е намалено ни една царинска стапка на овие земји кои што во 90 и 80 години беа земји во развој, помалце развиени. И кога помалце развиени, во принцип секој им се дозволуваше да имаат многу повисоки царински стапки за поголема заштита. Меѓутоа сега тие земји се главни извозници во светот. И Америка вика, слушајте, вие нас не третирате соодветно, ние имаме многу ниски царини, слободно ви дозволуваме да извозувате нашиот пазар, меѓутоа нашиот извоз се соочува со бариери. И сега, ова покачување, зголемување царините на некој начин, зашто ги повика Трамп да преговараат? Овие земји сами да ги намалат царинските стапки, меѓутоа не само царинските стапки. Во речникот на меѓународната трговија постои еден збор, се вика вонцарински бариери, кои што на крајот имаат ист ефект како и царините. За да на гледачите им биде по-пластично кажано, ќе ви цитирам што Марио Драги има истакнато во неговата колумна за Financial Times во септември мината година, 2014 година. Го анализира 24-та, мислам. 24-та, лапсус. 24-та, лапсус. Што вели он? И земите внатре во Европската Унија, иако немаат царински стапки во меѓусебната трговија, не тарифните, не царинските бариери, го зголемуваат, го преработуваат меѓусебната трговија за 45%. И сега, предпоставам дека во овие 90 дена, председател Трамп би сакал да создаде услови за поголем развој на трговијата, извоз на Америка, и она што го кажа, исто треба да го имаме предвид, некој пати истакна дека сака да реиндустриализира Америка, бидејќи голем дел од индустриските погони со глобалните ланци на снабдување се алоцира надвор од Америка. Меѓутоа се вратам на главното. Царинската стапка кон Македонија е чиста математичка операција врз основа на статистичките податоци за движењето на увозот и извозот во Америка според нивната статистика. Така да нема никаква политика. Кога ја спомнавте вака глобалната економија, мене ме потсетува на еден сегмент некаде по Втората светска војна, потпишан е тој договор каде што
победничките сили ќе се обврзат нели на Германија и на останативе земји да им дадат некаква помош, тоа е во делот нели на Маршаловиот план. И желбата на Соединетите Американски држави посебно да ја помогне во развојот на Кина. Денеска тоа се враќа некако како бумеранг на Соединетите Американски држави, баш со она што вие го споменавте. Сега тука ми се поставува следнава дилема. Дали според вас ова што го прави председателот Доналд Трамп во моментов е нешто што се вели ретерирање на овие земји кои што ја добија американската помош за да се развијат, бидејќи во Кина голем број американски компании и американски инвеститори влегоа, пред се прво на почетокот поради ефтината работна сила, но потоа и со желбата да ја развијат Кина, па сега некако како возврат им се вратија овие работи. Видите, прашањето е многу интересно и благодарам што го поставите, треба и тој елемент да се дискутира. Јас се уште мислам и Соединетите Американски држави и целиот свет води политика која се однесува кон меѓународната трговија и меѓународната економија на така наречена вин-вин ситуација, односно сите да добијат од промените што настануваат, а не она што се вика на англиски zero-sum game, односно на крај да имаме резултат нула, а резултат нула значи некој добил, некој изгубил. Проблемот е на што ви реков, Трамп смета дека благодарејќи на нивните активности и на отворањето на американската економија и на глобализацијата која што они беа главен двигател и се уште се главен двигател, Америка не го доби истото што го добија и другите. И оно што ги спомнав, ние скоро 25-24 години преговараме за последната рунда на трговски преговори во Светска трговска организација и уште тие преговори не се завршени. Сега, ја мислам дека на Трамп му е повеќе да обезбеди соодветен третман на американскиот извоз во светот, него да го блокира развојот. На крајот, тоа што Америка и помогна на Европа да се развие, Европа е благодарна и постигна многу побрз и појак раст. Меѓутоа, ако ги анализираме, сега да ви кажам една друг елемент, да анализираме, трговијата се случува внатре во Европа или и во Америка во Европа од американските компании, а во Америка од европските компании. Само една работа ви кажам. Продажбата на европските компании во Америка е 3 пати поголема од европскиот извоз во Америка. Истото важи и за американските компании во Европа. Продажбата на американските компании, има многу американски компании што имаат своји производствени погони и така натаму во Европа, е 3 пати поголема од американскиот извоз. Европа креира 6,2 милиона работни места, европските компании во Америка креираат 6,2 милиона работни места. Американските компании во Европа креираат 5,5 милиони работни места. Значи, оваа соработка дава резултати. Меѓутоа, сега ќе видиме како се развива со ова. Има различни теории. Некои теории викаат дека председател Трамп ова нарочно го направил за да се исправат овие недоследства во трговијата, создаде еднакви услови за трговија, биќе американците се прилично либерализира. Така да, и видите, ако ја гледаме оваа, ако анализираме, чисто од бројки, биќе тоа се најпрецизни, друго може све да биде разговор, бројката кажува многу. Америка, трговијата меѓу Европа и Америка е скоро за 35% поголема од трговијата меѓу Америка и Кина. Проблемот кај Кина е што трговскиот дефицит во меѓусемната размена со Америка е многу во неповолна ситуација, положба кон Америка. Американците имаат многу поголем увоз од тоа што извезуваат. И американците сакаат тоа да го на некој начин избалансираат. Во Кина, например, има многу фабрики кои што ги снабдуваат американските производители со репроматеријали пред се поради нивната поевтина продажна цена. И познато ми е дека во Соединетите Американски држави многу компании се реално зависни од кинескиот, посебно од челик, лим и така натаму, бидејќи кинезите некако го даваат по многу пониска цена,
И една теорија прочитав сега пред неколку денови, дека во суштина договорот помеѓу Кина и Русија за нивната взаемна соработка како Русија ја започна војната во Украина, е тоа дека рускиот челик влегува во Кина и потоа Кина го препродава како свој челик во Соединетите Американски држави за американската индустрија. Во овој сегмент, наводно председателот Трамп сака да го засили производството на челик во Соединетите Американски држави, да ја врати индустриализацијата и да проба да го маргинализира увозот на челик од Кина. Оваа теорија некако не ги знам во детали, не можам да коментирам, не ги знам во деталите што случува, меѓутоа последната констатација е сосема точна, дека цел на председателот Трамп е да реиндустриализира, односно да го врати тоа производство што е можно повеќе во Америка. Сега, зашто се случува во овој момент, да ви кажам, исто светската економија иде на суптилна, значајна трансформација преку вештачката интелигенција и роботизацијата. Така да веќе за цената на работната сила не е толку значајна, веќе преку роботизација се намалува цената на трудот. Сега, Трамп во еден вакво окружување сака да ги врати назад европските производствените капацитети кои што се во Европа, во Кина и така натаму, да дојдат во Америка и да се направи, пак се вратам, фер трговски практики. Биќе вие, ако не зборам за Кина, зборам у целина во светот, вие ако давате субвенции на производителите, тие субвенции понатаму влијат врз намалување на цената. Ако Америка не дава субвенции, она фактички станува неконкурентна. Вие ако имате различни цени на енергијата за еден пазар и за друг пазар, исто и тоа влијае врз конкурентноста. Така да, мислам дека, прилично сигурен дека Америка ќе продолжи во насока на взаемно соработување. Биќе светската економија меѓусебно поврзани. Видите, самите царински ставки не беа ни воведени, беа само најавени, колкави влијание направија врз светските берзи. Многу производители ги ставија плановите на холд. Така да, ние живееме, не може да кажи дека цел на Америка е да економијата во другите земји претрпе штети. Биќе паралелно ќе претрпи американската економија штета. Ние живееме во глобален свет каде сме меѓусебно поврзани. Така да, единствен начин е како да направиме да оваа глобализација продолжи, да бидат еднакви правилата за игра на сите, да нема и да се создадат услови да бизнисот расте што побрзо. Ние сме сведоци на глобални ланци на снабдување. Оно што се произведува во Охрид, во Костел или во некоја фабрика во нашите слободни трговски зони, иде во Германија, под Германија се вклопува во некој друг дел и иде во Америка. Да кажам, едно време, јас знам, имам дискусија околу потеклото на стоките, веќе тоа е битно во економијата. И порано вика, треба да биде одреден процент од вредност создадена во една земја. Кажам, викам, добро, во некој порано можевме да кажем. Меѓутоа денеска еден автомобил што доаѓа е создаден конгломерат. А исто така да ви кажам, го спомнавте Кина, например, сега да ви кажам, се дискутира iPhone-овите, нели, Apple со авиони донесе една голема количина на iPhone-ови да не ги царините да не им влијаат. Меѓутоа, од извозна цена на iPhone, кинескиот додатна вредност не е повеќе од 10-15 долари. Биќе ако, да кажам, производствена цена, не зборам цена на пазарот, ако производствена цена на iPhone е 600 долари, скоро половина тоа е интелектуална собственост, да се развива софтвер и така натаму. Имате компоненти кои што све тоа на крај се склопува некаде, може биде во, сега сакаат во Индија да го склопуваат,
Меѓутоа, тоа нема да биде извоз од $600 по iPhone од Индија во Америка, туку само оно што како додатна вредност ќе биде. Професоре, пред крај сме, имам уште неколку минути, но би сакал баш да позборуваме, што е овој мал сегмент за вашите активности тука во Европа и за вашите активности на местата каде што и предавате и што работите како консултант. Бидејќи долго време ве немаше на политичката сцена, долго години не сте се појавиле на медиумиве. Што беше причинава и дали повторно би се вратиле назад на медиумите, бидејќи имате големо искуство и дипломатско и економско? Видите, кога заврши мојот ангажман во, да речем, во политиката, во државните институции, реков дека сакам да ова знаење што сум го добил работејќи на различни места, на различни функции. Едно време бев дипломат во Женева, па бев работев во Министерството на външни работи, па бев шеф на КПН на покојен председател Трајковски, па работев за амерички компанија, па се вратив како амбасадор, па како министер. Реков, убаво да тоа го споделам со студентите. Предавав одреден период во Македонија, после тоа бев скоро година и пол на Харвард, fellow и senior fellow. Таму работев на, знаете, кога сте на Харвард мора да работите на некој проект, и работев проект кој што се вика Сеопфатна стратегија за економска интеграција на земјите од Југоисточна Европа, односно некој викаме сега Западен Балкан, ја не ќе викам Балкан, ние сме Европа, и затоа кажам Југоисточна Европа, најединствениот пазар. Тој мој труд го споделив и со Белата куќа во тоа време, го прочита, рекоа интересен е, немаше понатаму некој коментар или така натаму, меѓутоа не го одбие, значи интересен. Го споделив во Брисел, во меѓувреме зборувам на меѓународни конференции, и во тој дел зборувам на 3 сегменти, и баш сега кога зборуваме на емисијава пред 3 дена, беше и третиот сегмент, третиот столб исполнет. Првиот столб е забрзано интегрирање во европскиот единствен пазар. Ние технички имаме спогодба за слободна трговија со Европска унија, не само ние, туку и земјите регионот. Ние викаме спогодба за стабилизација и асоциација, биќе малце поширока. Вториот сегмент е да ни се отворат целосно фондовите на Европска унија. Разговаравме пред емисијава со вас околу оваа зелена транзиција. Не може да чекува Европа ние да бидеме целосно успешни во зелена транзиција ако не ни ги отворат фондовите. Например, на Полска прима огромни пари, фондови за преод од производство на струја со јаглен, со други форми. Треба да бидат отворени. И третиот сегмент е така наречени импакт инвестиции. Тоа е релативно нова, како да кажам, категорија, односно компании да инвестираат за профит, значи не зборуваме за грантови, не зборуваме да инвестираат во одредена област. Може да биде во рамките на економијата, може да биде во рамките на одредена географска област, може да биде во одредена индустрија. Како да ви кажам, ево, импакт инвестиција околу зелената економија. Меѓутоа ја викав, европските компании да инвестираат во Југоисточна Европа, односно во Западниот Балкан, да отворат нови работни места, да се подобри економската основа и да се намали овој разлика во економскиот гап. Европската комисија во четвртокот објави барање, повик до компаниите од Европа и од регионов да инвестираат во регионов. Пачки овој на некој начин импакт. Ево зборуваме за глобална економија. Многу пологично европските компании да инвестираат тука на Балканов, него да идат некаде во Азија. Јас секогаш сум го кажувал и кога бев на Харвард и кога зборувам во Брисел, во Вашингтон, имаше една германска компанија која што сакаше да отвори трет погон за производство на кафе машини да користат еспресо, и одлучи да го направи тоа наместо во Азија, во Прилеп. И многу е задоволна. Иста часовна зона, полесно
комуникација, културолошко сме поблиски и европските компании треба да му помогнат на регионот. Сега се вратам, значи работам на тој проект се уште, предавам на London School of Economics, предам на Универзитет в Саламанка, тоа е во Шпанија, трет најстар универзитет во Европа, и предам во Дубај. Меѓутоа не предам цели предмети, туку одредени модули, дали се тоа 6, 9 до 12 часа. Во период од една недела ќе ги спредавам и со тоа сум го завршил мојот ангажман. Сега, значи имаме од 30 до 45 минути опции да играме со терминот и благодарам многу на колешката која ми го дозволи тој термин на самата емисија во однос на програмската шема. Третиот импакт кој што го спомнавте, а и двата кои што ги имате направено со вашата студија, се длабоко инкорпорирани во новите обврски кои што Европската Унија им ги зададе пред се на големите, а потоа на малите и средни компании, за така наречено европско известување за стандарди за одржливост, односно постави нова регулатива. Во таа регулатива, една од обврските на овие компании во Европа е да соработуваат со нивните добавувачи и да ги обврзат нивните добавувачи да ги направат истите извештаи во кои што ќе внесат импакти, мерливи единици за тоа колку со нивната работа придонесува за одржливост на самите компании. И вториот дел е формирање на така наречени бизнис модели, каде што големите компании ќе прават, вие како што нарековте, импакт инвестиции во развој на нови компании кои што ќе треба да помогнат во одржливоста, што ќе влијае на крај во пресметката на нивниот данок за CO2 или ГХГ. Да. Значи ова што вие го споменавте, некако како Европската Унија да го има инкорпорирано веќе во самата приказна. Целата работа ја започна ЕФРАК, Европската асоциација на сметководители, заедно со ИФРС и банките кои што се предводени од ДЕСМА треба да бидат лидери во оваа насока. Дали сметате дека или сте биле пред времето, или вашите насоки реално и помогнале на Европската Унија, затоа што ова последново што го споменавте со нивната одлука на Европската комисија во суштина го заокружува некако овој процес на одржливост? Видите, ова што кажавте е многу значајно. Глобалната економија иде низ една суптилна транзиција. Во таа суптилна транзиција влага и одржливиот развој, обврска да имплементираат одредени стандарди од општеството, да речем еднаквост на жената, заштита на човековата околина и така натаму. И врз основа на овие дури веќе се воведува и во берзите им бараат на големи компании да инвестираат, да известуваат што направиле. Да. Се сеќавам, разговарав со лани или прехлани со Виктор Мизо, негова компанија Костел, се спремаат, вика, ние сме спремни да го прошириме производството, меѓутоа нашите добавувачи бараат да им докажеме дека произведуваме струја од обновливи извори на енергија. Значи, тоа е процес и од тој аспект Европа мора да ни помогне, да ви кажам, да помогне дека не е одржливо толку високо разлика во нивото на развој меѓу Европа и Западен Балкан. И добро е и за Европа, и за нас, и оно што реков, тоа не се инвестиции, не е тоа грант, помош, давање пари, туку ти давам, инвестирам, ја ќе имам профит, ама и ти ќе бидеш подобар. Вин-вин ситуација на што разговарахме. Македонија е влезена веќе во таа фаза на развој кај што мора да ги има предвид овие работи. Зелената агенда на Европската Унија е многу висока на агендата, многу високо, многу големо значење. И некога спомнавте, јас викам, кога бев и амбасадор и министер, не ми се случи да идам во два големи главни градови во Европа во еден ден. Сеќам беше 7 декември 23-та, са Валето зборував во Брисел на оваа тема за проектот што го работев на Харвард, а попладнето во 6 сат имав обраќање во Рим. Постоеше интерес
Претпоставам дека може имало некој влијание, не знам, али важно, видите, ви кажам, она што разговаравме кога ги повикав во Вашингтон, овие opinion makers, битно е да одредена тема се наметни за дискусија. Самото наметнување пост одреден временски период ќе даде резултат. Вие не можете да кажете нешто преку ноќ ќе го решите. И од тој аспект, видите, самото тоа што, например, кога доставав тој проект, имаше логото на Харвард, дава своја тежина. Мислам дека за Македонија е многу значајно да се вклучи во овие европски текови, значајно и со, иако, знам, имаше коментари, размената со Америка не е некоја голема. Меѓутоа, Америка исто така е значаен партнер и треба перманентно да работиме на зголемување на трговската размена, на привлекување на странски инвестиции. Јас знам, во моје време дека бев амбасадор, имавме дури 7 инвестициони промотори низ Америка. Еден беше на источната обала, оно беше на западна обала, во Сан Франциско, имавме во Атланта, имавме во Бостон, имавме во Нью Йорк, имавме во Детройт, во Чикаго. Ние сме мала земја. Ако сакаме да имаме поголеми стапки на развој, мора целосно се отвориме и мора, и тоа го правиме. Јас го споменував кога зборував во Рим, во Брисел, слично прашање поставија околу, ја викам, отвореноста на македонската економија е 180%, ќе ви кажам како се брои. Во економска теорија постои, вика, колку е извозот плюс колку е увозот, се дели со бруто домашниот производ. Ако собериме македонскиот извоз и македонскиот увоз и го поделиме со бруто домашниот производ, нашата отвореност е 180%. И развој можеме само така да постигнеме. Ево, за гледачите, ние во Македонија, во бившата држава, имаме фабрика за автобуси, ФАС 11 октомври. И произведувавме за еден голем пазар од 20 милиона. Кога станавме мал пазар од 2 милиона, нема, ако произведуваш само за твојот пазар, не можеш да обстаниш. Не можеш да обстанеш, 80 на 50 на возила, затоа е... Ван Хол дојде, отвори исто погон за производство на автобуси, произведува секаде низ светот, меѓутоа главно ги извезува во Америка, да ви кажам. И тоа е начинот како економија може да растете. Затварањето не е опција, да кажам. Затоа треба да се движиме во таа насока. Професоре, ви благодарам. Измина нашето време, ми бевте драг соговорник, одличен експерт. Се надевам ќе бидете отворени понатаму за вакви разговори. Ви благодарам уште еднаш и телевизија Сонце е отворена за вас. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за денеска. Останете понатаму на оваа фреквенција. До гледање.